Државата прави лоши и погрешни чекори што странски музичари пеат во македонски барови без да ги почитуваат протоколите, а нас ни забрануваат да работиме, се жалат домашните музичари. Велат промаршените мерки на власта за забрана на музика во локалите уште повеќе не дотолчи. Според нив срамота е што естрадата ќе трпи поради дел од несовесните менаџери кои периодов на големо ги прекршуваа протоколите. Велат владата е таа која треба да спроведе забрани каде треба, но тоа барем досега не се случило. Лето во Пуштија, Петар Грашов во Хераклеја си направи концерт, си викна Аца Лукас, Карлеуша, вамо, наму, журки, топ, супер. Нема свадби, нема приватни веселби. А има групни настани со во наводници протоколи. Дај да не претеруваме. Во пресрет на утрешниот протест, каде бина ќе биде поставена пред владата, музичарите велат дека ваквите чекори на власта негативно се одразуваат врз музичката индустрија во земјава. Ние живееме од ова, имаме фамилии дома, имаме деца, имаме жени. И од ова плаќаме сметки, кредити и све. И граѓаните се против ваквите какви што ги нарекоа погрешни мерки на власта. Вела дека луѓето мора да работат, но и да ги почитуваат мерките за заштита. Двајцата ми работат во ова, синот ми без работа дома. Еве го седи. Тешко, треба да работат. Само сите треба да видиме рак. Треба економијата да се поддржа, тоа што Македонија има слаба, кревка економија. Македонија ограбена. Повеќе треба да работат кафиче заради профит, заради економијата. Разочарани македонските музичари излегуваат на улица. Пред владата ќе се пеат македонски песни, диџеи ќе пуштаат музика и стендап комичари ќе прават шоу. Протестот нема да биде озабавен туку од политички карактер, зашто владините мерки се носеле без консултација со угостителите и музичарите.